Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек. Вечерва ќе шетам по носталгијата. Иако лично сметам дека носталгијата е многу негативно чувство. Некако апатијата или меланхолијата, која е уште по-негативно дно, сметам дека носталгијата е кочничар да човек ужива во сегашноста и едноставно да го продолжи животот. Убаво е да се сеќаваш, убаво е да имаш некаков однос кон минатото, убаво е да имаш почит кон минатите, твои роднини, пријатели, сонародници, значајни кои оставиле трага, го обликувале општеството какво такво. Но мислам дека, пошто и јас сум органски човек како и сите вие, ако на органски се препуштам и ако ги погледнам, например, оние, како ги викаат, оние групи стари скопјани, скопски фаци, ми се чини дека нивниот живот е посветен на сеќавање на тоа како било некогаш и со такво воспевање на минатото и негирање на сегашноста. Имено, како ги читам и како стареат, се повеќе денешно ово време не чини, а порано било добро. Многу имам аргументи да ви ги разбијам тие. Искрено да ви кажам, наликуваме на мали деца кои кога ќе си стават кутија на глава и однатре лепат сликички. И викаат, еве го светот, ваков е. Не е таков, ама ти сакаш така да го гледаш. И тоа е избор. Знаете, за реченица која ја повторуваме дека за 50 години најверојатно не ќе има кој да не спомне на литургија. Не ќе има кој да не спомне на помен. Не ќе има кој да не спомне на духов ден кога се, нели, жито и вино, на опело кој ќе направи за нас. А работите кои сме ги чували и кои сега у моментов ни значат, ќе исчезнат, ќе се распаднат, ќе ги снема. Но ако остане нешто, тоа ќе биде толку небитно, толку неважно, толку безвредно, да просто од оваа перспектива на работи со кои се воодушевуваме, само замислете ги за 50 години да сте некоја личност, како ќе ги гледате? Ништо нема да ви значат. Дали е фотографија, дали е книга, дали е облека, дали е предмет, ништо. Куќата во која живеете, станот во кој живеете, најверојатно никој од наследник нема да остане таму, нити ќе му биде гајле. И така е тоа. Сеќавате некој свој близок предок од пред 100 години? Апсолутно немате појма. Затоа може би социјалните мрежи или вакви емисии кои се стримаат и остануваат се последен начин да се остави некаква трага, бидејќи, знаете, во суштина сме неверници. Да сме верници, гајле ќе немаме. Најголемите верници кога ќе починат немаат ни име на гробот, затоа што знаат дека во вечност, ние овде живееме 80 години максимум, вечноста е вечна. Тоа е неспоредиво. Спрема вечноста овој живот овде што сме го имале е неописиво кратко. Како една смешна епизода. Неверојатно и ќе го заборавиме и ќе биде небитно ова. Појма немам. Сакам да кажам дека
Сакаме да оставиме некаква трага и што во суштина не е лошо. Бидејќи никој неќе да остави крвава, злобна трага. Така што е добро кога оставате коментар, кога членувате у некоја група за носталгија да се подсетите на нешто, бидете фини, културни, добри, бидете попустливи, истрпете неправда и навреда, затоа што за едно 50-100 години некој наследник може би ќе рече дај да видам чичко Владо, дедо Владо, прадедо Владо, прапрапрадедо Владо, кој бил шо прел. А, види го Владо, бил автомеханичар. Еве го со некој пријател овдека, поправиле некоја кола, појба немам што кола е ова. Па ќе бара што кола е. Па дедо Владо напишал ова е убава песна. И дедо Владо сакал ваква песна. Или, не знам, Зоран пишувал поезија. Види каква поезија. Кој ќе ти ја најде на некој си Зоран, па дури и да бил голем поет у наше време, дали ќе му текне да ја фати книгата. Така што социјалните мрежи по мене се многу убава работа. Многу убава забава. Како стариот луѓето имаат се помалку пријатели и комуникацијата на социјалните мрежи е прекрасна. Од тој аспект. 90% е политичка пропаганда, кај што се пукаме кој за кого навива, кој ќе победи на избори и слично. Но, остануваат траги од деца. Некој ќе рече, леле, видија баба ми, кога била бебе, кога била дете. Нема нешто да значи, ама ете во овој момент некако нас ни дава некој чувство на исполнителност дека оставаме некоја трага. И сега замисли некој чита и вика, леле колку бил дедо Јанко паметен, добар. Леле колку бил будала и ненормален. Глеј како му викале да му го јадеш на Бранко. Глеј како му викале свиња дебела. Види како го навредувале кој стигне ово, она и така натаму. И некој ќе рече, види ги истрпел сите. Некој ќе рече, Бог да чува да не бидам како него. Појма немам какво ќе биде моето легаси, вие можете да си го градите своето. А најдобар начин е да го дадете најдоброто од себе. Најверојатно ќе лажете. Најверојатно ќе лажете дека си ја сакате фамилијата и ќе заборавите дека сте се начукале, сте се испокарале со сопругата пред децата и дека сте искршиле нешто. Па ќе се сликате после 2-3 дена, види баба и дедо колку биле фини и добри и се сакали и така натаму. Нема да има слика со швалерката со која сте ги превариле, но тоа ќе бидат сликите и тоа може би е и добро да биде инспирација за идните генерации, па да речат, види, јас сум од добра фамилија, добри гени носам. Може би тоа ќе биде некаква помош некаму, но може би апсолутно ништо нема да значи. Но, знаеш како, уметникот слика, поетот пишува, филмаджијата снима, режисерот, секој остава некаква трага и не е наше да судиме дали тоа ќе биде добро, ценето или не. Наше е да направиме. Идејќи објективниот суд после доаѓа. Верувале или не верувале, тоа е помалку битна работа. Апсолутно небитна, бидејќи, нели, да водиш таков живот, еве и да речеме дека ви е лажно, дека не постои се она што религиозните го кажуваат. Која е мојата и вашата разлика? Ете, јас сум натепал некакви морални вредности и врз основа на тоа така сум се однесол, сум се трудел да бидам добар, да помагам и така натаму. Човек што има чувство дека не постои праведен суд и дека може да го одбегне земскиот закон, не му е гајле што ќе прави. Дал ќе краде, дал ќе лаже, дал ќе мути, дал ќе се степа и така натаму. Но за се што сме кажале и направиле, сносиме последици. Живеам у град, еден од— може би, градови на светот.
Град кој има толку душа и историја и толку гнасотија во исто време, кои им прилегаат на мега сити, знаеш, идеш у Сан Франциско, па гледаш раскош, мултмилиер и вртиш следна улица, 100 метри не можеш да ги поменеш затоа што сите лежат по улица, на таа улица урокани, издрогирани. Влегуваш у трета улица кај што има бездомници, смрди, гадотија, гнасотија, викаш ова ли Америка? Па идеш после уште 5 улици кои се супер луксузни. Не можеш да свати. Но, знаеш како, некако е тоа улица, кварт, можеш да го одбегнеш. Скопје е како турлитава. Турлитава од простаци и културни луѓе. Од интелектуалци и глупаци. Од злобни насилници и луѓе кои мислиш Господ ги пратил. И постојано додека трепкаш, тебе тоа ти се менува и многу е тешко да најдеш некаков еквилибриум, да најдеш една рамнотежа во Скопје, да го поминеш животот без стрес. Знаеш, сум бил во помали места, дали тоа било Берово, Делчево, Ресен, како да е забавен филм, не во смисла на забава, туку успорен, забавена снимка. И како веднаш опушта, нема таква бучава прво. А бучавата повеќе умара од што било што друго. Повеќе бучавата смета од што загадениот воздух. Тоа е моја теорија и размислување. Сакам да ви кажам дека шизофренијата на Скопје, што секој нормален ќе ви каже, во Скопје човек не може да доживее 80 години. Едноставно, у Скопје кога ќе се пензионираш, најголемиот дел од пензионерите починуваат негдека неколку години веднаш по пензија. Значи, ние мажите се пензионираме 64-65 година, така? И, значи, уште 2-3 години ни остануваат. Ова е суровата статистика од пензискиот фонд. Но од друга страна, имам соседка која е родена 40-та година, уште жива. Имам друга соседка која надмина 90 години, значи мојата близина. Имам трета соседка која почина на 90 и нешто години, но имам соседи и соседки кои си заминаа на 48, 50, 52 години. И тоа е просто неверојатно. Од една страна крајност во долговечност, во друга страна крајност во кратковечност. И тешко е човек, треба многу сила да одглуми. Македонецот таа духовна сила не ја бара во црква, не ја бара интелектуално, не се продуховува со книги, бидејќи кога го рани шумот со мудрост, он делува и на телото. Значи, мудроста и продуховеноста, кога се практикува и кога се чита и се конзумира, она те менува физички, она лечи болести. Не мора да значи, но повеќето, попродуховените луѓе се посмирени, посмирен човек живее многу подолго. И тоа не е битно дали ќе живееш краток или долг живот, туку дали ќе бидеш здрав и исправен. Скопје е у исто време дискотека и Сју Рајдер. Кој знае што е Сју Рајдер? Помладите нека не ме прашуваат што е Сју Рајдер, ќе дојде време кога ќе дознаат. И неверојатно е дека, знаеш, ние додека живееме и имаме некои работи како представа за Скопје, за жал многу, не знам зошто ги врзуваме со некои историски личности кои биле битни за нас, дали тоа бил некој партиски лидер, дали тоа била некоја држава која не постои. Знаете, нам
на моите родители, на моите бабовци и дедовци, никој ништо не им дал. Таа приказна, види, овој ти даде. Дури и денеска продолжува. Бранко ви даде ова, Груевски ви даде. Никој ништо никому не дал. Зошто тогаш станувам, секое сабајле ргачам? Зошто работите како црнци, се мрцварите, се мачите? Се е ваш труд. Немојте да си го омаловажувате, нити своите сеќавања. Но ние имаме потреба некако да си го лесниме и да го романтизираме нашето минато. Зошто? Не затоа што партијата била подобра, не затоа што била подобар законот, не затоа што лидерот бил подобар од денешните, не затоа што имало повеќе и било помирно. Ништо не било повеќе и помирно. Имало доволно по процент, тогаш имаше и помалку луѓе, но процентално исто имаше наркомани колку што има и денеска. Мојот колега ќе се сложи со мене. И денеска на 100 луѓе еден е наркоман. И тогаш беше. Само немаше социјални мрежи, не се објавуваше, а списоците на наркомани беа на огромни ролни. Да не зборам за кратци, за криминал, но општото чувство дека е поинаку беше многу посилно, бидејќи немаше спротивно што да те затруе. Денеска социјалните мрежи ти викаат крадење, лажење, ваму, таму, и тебе ти е непријатно. Па вака не беше у моје време. Точно не беше. Ама немаш интернет. Носталгијата е само заради една работа, според моje скромно мислење. Тоа е жал за младоста. Ние имаме поетика, ние имаме песни, ние имаме фолклор и нема поголема носталгија од она кога сме биле млади. Многу е едноставно зошто е носталгијата по младоста. Прво, интуитивно. Значи, немало причина. Не сум имал ни кола, не сум имал ни пари, не сум имал ни женска, имам 2-3 другари. Ама природно беше у мојот мозок, а и на мојата генерација, а тоа е органско во целиот свет. Бевме среќни. Зошто? Затоа што млад човек по дефолт е среќен. Ја ќе ви кажам дека луѓе кои пребегале од црвените кмери, не знам, од Северна Кореја, од Кина под Мао Цетунг, како постари денеска ги интервјуираат и викаат многу убава младост имав. А нема никаква логика да каже, бидејќи било многу тешко време со гладување. Јас се сеќавам мајка ми која ќе ми раскажуваше нешто, јади синко, не го фрлај лимунот, ние лимон не сме виделе, чуваше дедо ти еден лимон и се заради тоа ја чувам лимон. Ете, тоа е емотивно. Чувам лимон дома, огромен, едва и го мкнам, а лимон има преку цела година. Значи, во нивно време, а и ја кога бев дете, лимони можевме да сонуваме, да ги добиеме некаде само околу март месец, ако ги увезат од негде. И се тепаш за еден лимон за гнојната ангина да ја смириш. Како ти беше? Супер ми беше. И ако сега се сетам па реално, колку инекции, со какви рондомицини ме лечеа, како ми ги вадеа скоро на живо нервите од забите, како ми ги вадеа со хлороформ ме успива за да ми ги извадат крениците. Какво мрцварење по тоа болниците. Но, како да кажам, младци, немаш чувство на одговорност. Живееш сам за себе. Се ти е убаво, се ти е ново. Не си заситен. Најнеубавото ти е убаво. Спиеш на пот и среќен си. Денеска имаш прекрасен кревет и си несреќен. Затоа што менталниот склоп се менува бидејќи старееш. А што е тогаш проблемот со старењето? Проблемот е што чувствуваш дека се ближи смртта. А што е тогаш проблем со смртта? Не си верник. Не веруваш во Бог, не веруваш во вечен живот и се создава проблем, фрустрација. Дури и кај верните,
Знаете, старите луѓе кои ќе ги погледнете не се насмеани. Прво, личат вака. И јас сум се фаќал себе. Но не е тоа дека внатрешно е он намрчен или луд, туку се опуштаат мускулите. Ја имам изгубено 2 сантиметри во мојата висина. Со сопругата се мериме и она ми се врти и вика, кај се моите 2 сантиметри? Ја не сум олку. Со годините, меѓу кичмата таа што се наоѓа материја, се намалува и едноставно висината се намалува. Тоа е нормални процеси. Но од друга страна, се сретнуваш со млади, гледаш животот, тој уште ќе ужива, ти не знаеш што болест те очекува. Не знаеш уште колку деца, ајвани треба да ги раниш, да ги поеш и се ти е потешко да работиш и да носиш, имаш одговорност за ова, треба данъци да плаќаш, сметки да плаќаш и тоа те оптеретува. И не можеш да се опуштиш, а би требало. Не можеш да живееш среќно, а би требало. Немаш никаква пречка да одлучиш ти у глава, јас сум среќен. Мене ми е убаво. Како? Има многу прост трик на животот, кој најголемите мудреци ти го даваат. Дали имаш кров над глава? Имам. Дали имаш закана по твојот живот? Немам. Дали имаш храна? Имам. Ти си посреќен човек одошто половина планета. Сега тоа тешко доаѓа бидејќи гледаш скапи джипови. И затоа Скопје во таа ураниловка ни делуваше посреќено бидејќи не можевме да видиме црвената буржуазија како живе, или ја имаше многу помалку. И таа разлика помеѓу сиромаштија и работникот и службеникот не беше толку голема и не се чувствуваш обесправдано. Бидејќи се да имаш 1000 евра плата, да имаш се и да живееш во населба, во зграда, во влез, кај што сите други имаат по 5000 евра плата, ти ќе бидеш несреќен човек. Експерименти се ова кои го докажале тоа. Среќата е став, не е реалност, не е лотарија, не е материјално, не е ни духовно. Не ти треба ни жена, ни швалерка, ни љубов, ни деца. Никој ништо не ти треба. Ако го имаш, супер. Ако го немаш, пак супер. Зар ќе ми кажете дека луѓе кои немаат фамилија и деца и слично треба да бидат несреќни, немаат исполнет живот? Животот е такво универзално богатство, таков универзум кој може со се и се што да се исполни. Сакате да ми кажете Тесла бил несреќен? Сакате да ми кажете дека овие големи уметници кои се посветиле на својата работа, дека какви плодови ќе дадеме? Некој ќе даде дете, некој ќе даде фамилија, некој ќе ја збогати општеството, некој црквата, некој џамијата, некој другата вера, некој културата, некој... Тоа е богатството. Па дури ако ништо не правам и за ништо не ме бива, можем да имаме една добра мисла за сите. И сте направиле добро. Затоа што искрено верувам, бидејќи ја проучував квантната теорија, дека во суштина се вибрации на она што е екзистенција материјална. Во најмалите честички е вибрација. Вибрација и помислата. Кога ќе помислиш нешто, се создава електрична струја хемиска која иде низ мозокот, ја создава оваа перцепција, ова е зрачење. Ние зрачиме, не само со глас, со енергија, говор на тело. И тоа се осеќа во простор. Има една теза, вела дека кога не знам колку милиони луѓе да земат да се молат во исто време, можат да завршат сите проблеми на планетава. Тоа е исто како што Елон Маск рече. Дека површина од 200 на 200 километри во Сахара, значи колку цела Македонија, да се постави соларни панели, ќе има електрична енергија за цела планета. Знаете што сме ние? Точка. Точка на глобусот ако не земеш. А
празен простор има. Проблемот е секогаш, нели, трансферот на струја и така. Скопје. Со години работам на еден програм, на еден проект кој го нареков Шармот на Скопје. Работниот наслов, целта ми е да издадам монографија за Скопје за периодот од 1960 до 2020, кој ќе опфаќа се она што официјално, службено, институционално Скопје не го покрива. А тоа, кои биле главните фаци, кои биле најинтересните настани, кои биле најубавите сладкарници, кои биле најубавите ресторани, кои биле најубавите, најјаките љубови за кои сите збореле и врски, кои биле најинтересните градски фаци, кои биле места за собирање, кај било корзото, што се случувало, што ние секој ден искачавме на некој места, тоа беше дешавки невидени се случуваа од таму. Сакам да ве поттикнам, мене не ми треба, ја ја имам завршено, само треба да ја дозапишам, имам многу материјали. Да, ова е Ѓорѓи Димитров гимназијата каде што ја завршив, учев во Јосип Брос, но овде се префрлив затоа што мојот најдобар другар Игор Николовски Флок почина првата година во Јосип Брос и ја не можев да продолжам. И сега ова кој ќе го видите, леле, колку златно време, уствари да сте таму кој ќе видите зараснато, неоддржано, запустено, ама младци, ништо не те боли. На камен да си легнал, да станеш, све ти било окей. Си ја запознал девојката. Тоа се такви емоции кои ти пренебегнувале се друго што денеска ви смета. Се сеќавам, еден другар стои пред рекорд зимно време, оние скопски јаки зими, и ја чека девојката. И му вика, до кога ќе чекаш? А овој му одговара, до минус 30. Пошто му доцнеше. Направив една страна. Страната се вика Шармот на Скопје, работна наслов Дискретниот шарм на Скопје. И имам една цела серија од фотографии кои се сликани низ разни периоди на Скопје. Ова е хотел Панорама. Едно од најубавите места. Овдека позади него беше Олимпиското село. Како што гледате овде, Олимпиското село не е се уште ни изградено. Иако скала ова местото тука свиреа значи ова е пред Шаховската олимпијада. Значи ова е пред 70-та година. И многу интересен, многу убав хотел кој за жал нели? Благодарение на Бучковски, сега изникнаа 100 згради. Ова можеше да биде можеби најелитното место. Но добро, тоа е тоа. Тоа се одлучило, така е. Колонија иднина. Дали ова беше оние пред првите самопослуги? Дали ова помодава, ова може да и 30 години? Но бидејќи е на кирилица, на македонски, претпоставувам дека е по победата од Втората светска војна. Значи 45-та, 46-та, можеби и 50-та година. Кои се ликовиве? Никој не знае. Дури тие што ми ја дадоа фотографијава не знаеа да ми кажат за кого се работи. И имаме анонимни ликови кои живееле. Денеска сигурно не се живи па и ова дете. Ова е сликано од Жена парк. Гледате дека ова е што туку изградено, што се вика. Или па овие интересни трикчиња кои ги имаше. Го гледате камениот мост, ова е далеку пред земјотресот. Гледате, нема ни една современа зграда овдека.
од другата страна. Само можете да ја препознаете црквата Свети Спас, Влашкото мало. Но интересно, погледнете го Вардар. И сега, прво, ова кога е сликано, колор фотографија нема. Ова е најверојатно сликано од зградите на плоштадот, бидејќи тешко, а може и да е авион во низок лет. Како и да е, не знам која година е, дефинитивно, ако е после Втората светска војна, најверојатно е, може би е колор фотографија, но тешко колор фотографија, ние бевме крајно сиромашни. Може да е фотографиите, откако ќе ги развија, знаеа со водена боја да бидат третирани. И ја тешко ќе поверувам дека Вардар бил вака син и бистар. Но, има еден факт кој ме негира, а тоа е дека неколку стотици метри, ајде да речам 500 метри понатаму, кај градскиот парк од ова место, беше голема градска плажа. Цело Скопје летно време идеше таму и се капеше. Така што не е чудно дека Вардар ни Скопје знаел да биде, гледате, нема ни кеј, нема ги оние згради. Дали ова 50 години или 40 години или поназад, тоа е веќе дебата. Ова е веќе посовремено Скопје, можете да ја видите елката и сцени кои се помалку ги гледаме, бидејќи Скопје многу ретко или воопшто нема снег последниот период, а знаеше да затрупа. Ова е уште постара фотографија, можам да заклучам дека и веднаш по ослободувањето, офицерскиот дом го гледаме, ГТЦ не е изграден, дури и трите кули бели кои се во комплексот со градскиот трговски центар ги нема. Значи, ова е најверојатно пред Втората светска војна. По камионите, можам да го заклучам тоа, но може би она што ме буни е што овој камион ми заличува на оние стари танчиња. Значи, може да е после 45-та. И ова е фарбано со така наречени како водени бои. Да изгледа ете убаво и раскошно. Ова е долга експозиција по знамињата и по структурата. Како што гледате, ова е се уште неизградената фонтана кај зградата на Пелагонија. Овдека со маусот кај идаме Коцка, легендарно место за собирање. Тоа е Коцка, знаете, сите зборите Тито, ово, она. Ова беше место кај што требаше да се изгради, Македонија да му изгради споменик на Тито. Не му изгради. Зошто? Имало зошто, но не навлегувам во тоа. Респект и за него, респект и за она што направено или не е направено. Мислам дека се ова па ако го гледам овие кај се испаркирани коливе, овдека го гледам овој црвениот, дали е ова Чичко Стоилко, најверојатно да е, мислам дека Чичко Стоилко беше многу поблиску до зградата на Охис беше зградата. Еве ја зградата на Хемпро, ова е изградена пред Втората светска војна. Панорамски. Ова е многу интересна фотографија. Ова е фотографија Великден, почеток на 20 век. Пардон, не Великден, ова е фрлање на крстот во водите на Вардар, ако не се лажам. Еве го веќе направениот кеј од снег, слики кои стварно се. Ова секоја зграда мораше да го има, одлука за куќен ред, упатство за применување на одлуката за куќен ред. Сет правила за урбано однесување, кој за жал не се почитуваше. Зошто? Затоа што немаше начин за како да бидат санкционирани оние кои не го почитуваа куќниот ред. Се оставаше дека
Скопје, скопјани, македонците, ќе се развиваат во бонтон, во цивилизацијско однесување и се зезна многу. Ова не знам што настане, може би, ако не се лажам, ова е отварањето на градски трговски центар 73 година, 1973 година. Ја препознавате ли која е оваа населба? Ова е што туку изградена населба? Да. Таа е Кисела вода. Еден од, како ги викаат, лендмарк на Скопје беше на улица Маршал Тито, Путник. Тоа беше туристичка агенција, на југословенска агенција и има многумина уште го викаат Путник, сега е некоја кафетерија, нели кафани се тука изнаправени во таа пешачка зона. Требаше да биде најубавата туристичка улица на свет како беше поставена и тоа. Но Путник остана, нели тука купувавме карти за летови со јад, патувања негдека и така натаму. Која е оваа населба? Треба да загледам, значи кога ја земам фотографијава не успеав да разберам кој број е. Дали е ова 46-ка? Не знам. Така што еве какви беа населбите скопски во тоа време, ова е све пост земјотресот. А овој автобус мислам дека е Лејланд. Тоа се англиски автобуси. Сега ако земам да анализирам, треба да ве вклучувам ова е кои делови се, кои мала се, што е останато, што не. Ова е се проектите на Кензо Танге. Ние да го направивме Скопје со овој брутализам, но целосно да го направивме, тоа ќе беше прилично онака Блейд Ранеровски град Арно, ама ги испокрадоа парите. ГТЦ требаше да се протега до комплекс банки и да биде една целина се до железничката станица. Гледате такво нешто? Не. И после него гушка и ГТЦ. ГТЦ е слепо црево, недоизградено. Не е ни половина од она што требаше да биде. Еве го е населба Карпош, партизанска. Она што плени е што планско инженерско градење за поурбани архитектонски правила. Тоа го нема. Ќе забележите дека планините околу, секако и водно, се голет. Тоа ако ќе речат, порано имало дрва и зеленила, тоа што имало пред вашата куќа не мора да значи. Све беше соголено, и сечено, и изгорено. Дури со ригорозни забрани и со младински работни акции, околината од Скопје беше пошумена. Еве една од оние големи зими, мислам дека е ова 1984 или 5 година, според автомобилите и според наносот на снегот, бидејќи немаше многу вакви зими со олко снег. Драмски театар додека се уште изгледаше на нешто нормално, а не руина кој што е. Пред земјотресно Скопје, поточно плоштадот пред земјотресот. Ова е кога е градена. Која е ова куќа? Треба да ми текне. Зоел, Македонија. Кога е градена. Значи ова е негдека не бе какви, не е изградена таа 80-ти, таа е изградена 70-ти години. 80-ти кога бевме ние, она беше веќе направена све функционална фул. Ова гледаш дека се прави, тоа значи 70-ти дефинитивно. Она што е убаво, што, нели, кој ќе речат, што има врска Скопје со барок. Еве ви го офицерскиот дом, еве фотографија од 41-а.
видите оваа раскошна орнаментика која покажува дека овде имало цивилизација, култура, дека имало нивоа како што имале светските западни центри. Ние секогаш сме припаѓале на запад. Македонија била запад. Никогаш не била исток. АПН-4 е една од најпопуларните моторчиња кои ги користеа жолтите поштарите. Имаше и едни црвени кои ги користеа и други служби, па дури и полициски, но беше многу популарно нели, и за младо и за старо. И сите учевме како се менува свечичка, како се прави, многу забавно моторче. А направено онака фемили да го ставиш, гледаш дека ланецот му е покриен, дека има штитник за нозете во постудени денови. Овој дел сега да го погледнете, ова е делот кај Битпазар е катастрофа, мизерија. Мислам дека си влегол, не знам, Исламабад, некој индиски, некој, не знам, тешка кичурана. Но кога е правено, погледнете како ова имало смисла, како имало логика. Сега некој си примитивен капитализам кој ќе се надживее, ова ќе се врати. Стоковна куќа мост, никогаш не беше оваа добра. Беше убаво како нели една градба во традиционален македонски стил, но како функционален објект никогаш не заживеа. Да, сум влегол 100 пати, ама ние за трговија сме дустери. Катастрофа беа нашите продавници. Ова е, не знам дали е стоковна куќа мост или, да, мора да е ова мост, не е. Оваа населба не можам да ја препознам. Значи, ако ми одговорите негдека во вашите на YouTube-от на стримот, подсетете ме дека зборам со коси кровови. Вакви, не знам дали е ова, во Козле немам видено. Тафталиџе беа бараки, а овие се двоспратни, така што стварно не можам да проценам која населба бе овие. Ова е изградбата на факултетот, Хемпропак, значи свртев еден круг од овие фотографии. Она што има разноразни, например, ни помина летото и фотографии каде идеа скопјани. Не идеа само на езеро Треска. Ова е Сарај. Сарај беше спортски центар, многу убаво место. Имаше прекрасен голем базен со скокалници, огромен базен и беше фул со луѓе. Идевме со двојка, ми се чини. Тука знаевме да поминеме цел ден. Лепи салама и пливај. Она што ќе забележите, нема дебели луѓе. Повеќето се слаби. Но ова е само еден краток детал. Инаку ова е кај кривината на Треска, де факто се наоѓа. Најдов еден филм по интернет, интересно, се вика "Се случи во Скопје". Не смеам да го прикажам затоа што е игран филм, во кој се говори... Не, можеш да го прикажеш делумно во ретето. Филмот е играно документарен. На македонски, на српски, на англиски и така натаму. Сарај Скопје, краткометражен филм, на филмски новости Лекторија Франсије со 68 година. Пушти звукот погласно. This is for Mirko, and this is for your Helen. Не сум го гледал,
Еве, чисто побарајте го, се случи во Скопје, 68 сами ке си го изгледате, моје да ве насочам, а вие би требало. Знаете што, затоа YouTube, Facebook, X, Twitter, ако сте борец за слобода, обавезно да идете на Twitter. Ако сакате политичка правдина, ако сакате добрата страна да победи, треба да се ангажирате на X, Twitter, или барем само да земете, не мора ни да пишувате, следете ги оние слободоумни, прогресивни, напредни, кои се борат против стварно декадентните, назадувачки појави во целиот свет. Но за носталгија, за дрндрни јарења, тука ви е добар Facebook, YouTube, ќе најдете се. И филмови и се. Значи, ако ви текне на некој филм, напишете името на филмот, дури да го сгрешите. Може ќе ви се појави некоја копија. Деки филмови постари од 50 години можат, копирајтот им истекува и се дава на јавно користење. Тоа не значи дека јас смеам да го пуштам во емисија. Јас смеам, ама се фолирам. Но дадено ви може да се подсетите на песни, на настани и така натаму. И, например, кај ќе надајте поинаку, например, гледате се оваа една крајност. Ова ви е Скопје во времето на кралство на Југославија, 1937 година. Што е тоа архивска снимка, Бог да чува и да брани. Ако у архива на МРТВ е чувано, тоа не значи дека они го направија. Кој го направил, како го снимил, зошто го снимил, кој знае, ќе остане мистерија. Може би ако има шпица одјавна, пошто најавна нема, еве да идам скроз на крајот, нема. А во меѓувреме што ќе видите? Една непрепознатлива Селендра, 37. Не е се чаршија, ама Скопје било кармакаш од се и се што. И гледате многу чудна работа. Пред 3-40 години ве фаќа носталгија што било Скопје. Сега не. За овие 37. Зошто? Затоа што немате директен наследник. Дури ни тие наши блиски што живееле во тие години, гледа сега, ова е Вардар, кое место, каде? Ова веќе ќе препознаете. Ова треба да е улица Македонија, каква била 37 година. Камениот мост, 1000 години, вака или пола век, или пола милениум, 500 години, не знам како, точно не е ни битно. Во секој случај. Добро, благодарам Брежија. Сакам да кажам дека архивските снимки се страшна работа. Тоа се најчесто аматерски работи. Еве како, например, како Скопје изгледаше 95 година. Си имате нешто у глава. Ке се шокирате ако погледнете снимки од 95 година. Да, нема ни музика, може би треба да пуштам нешто да илустрирам со овако. А има? Се извинувам. Да, подобро е нека иде, бидејќи не знаеш дали YouTube ќе ја препознае или може би нема да ја препознае. 95-та, Скопје. Автобуси, исто е плюкнато. Исто. Железната ограда што ја стави Фуфо низ цел град која беше градоначалник. После се изнамачија да ја откорнат. Да, тоа беше првично решение. Наум Димитровски после кога како советник на Ристо Пенов одлучи да стави една модерна работа, тоа е се оние подигна како жардинјери кои ги одвојуваа булеварите и во нив се насадуваше цвеќе. И тоа е прекрасно, тоа го има Солун, тоа го имаат големи центри. Нормално скопјани и денеска газат у кал до колена, преминувајќи преку нив. Универзална сала, по мене,
ja se izvinujem, nemoj pogrešno da me shvatite. U stvari ne se izvinujem i shvatate me pogrešno. Gledate, ni 95-a ne работеа фонтаните, a ovaj objekt trebaše do veće 95-та година да биде срушен и ова да биде еден убав прекрасен плоштад, а да се изгради голема права концертна сала. Арно, ама оваа мизерија, ова ругло, овој циркус, бидејќи ова е подарок од Бугарија, после земјотресот, е иста реплика на бугарскиот циркус. Ова е зграда направена да се одржуваат циркуски настани. Ние залепивме дека ова место за високи културни настани. Оти немавме подобро место. И еве денеска инсистираме со цела памет да ја воскреснеме, да ја возобновиме, да продолжи да битисува. Ја ви реков дека ја да имам власт, на местото на срушената треска ќе направи голема мултифункционален центар конгресно-концертен, каде што ќе имаше, тоа е у близина, многу у близина, и паркинзи, и концертни сали, како што доликува и за македонската култура, уметност и спорт, а ова да биде, бидејќи Скопје у овој дел нема. Но, знаете што, овде која ќе дојдеше концерт, или било каков настан, таков калабалак имаше, партизанска закрчена. И тоа е неверојатно какво едно примитивно однесување, токму на овие сега пораснати што настапувале таму, леле, носталгија имам да се врати. Абе, динамит срамни го со земја и стави клупи, нека луѓе доаѓаат тука, нека се стави една фотографија, една макета, нека има некаква носталгија. Луѓето немаат кај да се соберат, не постои корзор, не постојат каде да издишат еден широк простор. Простете ми, тоа сакам да кажам дека едноставно нефункционално ги правиме работите. Една од пофункционалните работи која ги направивме како што треба е соборниот храм, кој има мини плоштад, кој е направено луѓе да дојдат, да седнат, да се дружат, но заклучена е заради криминал. Да, црква би требало да биде отворена 24 сата, но црквите ширум светот се заклучени заради криминал, перверзија, уништување и затоа што наркоманите најчесто се бутаат. Ова стана место, дувло за наркоманиот и се чувствуваа сигурно или мислеа така ќе си ги самопростат гревовите или ќе им бидат за глупостите што ги праве. Жално е, но тоа не е проблем на црквата, тоа е проблем на цивилизацијата, кога храмовите се цел на такви напади насени. И гледате како се паркира. Ај сега малце она носталгија да ви ја разбијам. Ова е прошетката од 2005. Еве, да ги разбијам, например, како е Скопје. Полека. Не тоа. Ти илустрирај меѓувреме. Еве, во 70-тите години. И како имате вие една убава представа што било 70-тите. Но погледнете сообраќајот. Денеска викате, катастрофа, на времето беше супер. Но гледате какви документарци градов прави. Скопска сообраќајна анархија, 70-ти години. Што е поразлично? Менталниот склоп не е сменет. Паркирање на требници, паркирање на плочници, закрчени улици. Ова е кеот кај што е сега со кафани, со 300 чуда. А колите испаркирани, кој каде стигне. Зборете ми за златното време, колку било се добро. Не ги гледавме, не ги перцепиравме овие работи. И затоа имаме у глава, све беше супер. Ништо не било супер. Да, ги гледам и зеленилото и дрвата, вака. Стварно Скопје колку било зелено. Да, коце ги сечал навечер у 70-ти години.
Tell me about it. Да не идеме и за загадување и за останати работи. Значи, добрите и лошите работи на градов постоеле и тогаш и сега. Сега малце се поударни, бидејќи има многу повеќе народ. Скопје е дизајниран за град за 300-400 илјади, а веќе има околу 800-900 илјади. Скопје има повеќе жители од што Солун. Тоа е најголемиот шок на луѓе кои ќе им го кажем, леле, оградава какво е. Леле, како е разринато, мајко моја. Не, златно време. Сакам да кажам, ова е слика и прилика наша. Сега, или ние сме правиле, или Тито ова ни го правил. Ме разбирате, не може така да го гледаш. Таков ни е менталниот склоп. Не знаеме да бидеме фини, цивилизирани, не знаеме да... Не можеме да бидеме како што се словенците. Словенија е прогласена, например, за најсредена држава. Во Европа или во свет не ме фаќате за збор. Јас сум живеел пар години, и тоа во 80-ти, да ви кажам, тоа е просто неверојатно колку им беа средени. Не само градот, селата. Но, знаеш како, Словенија никогаш немала мултикултура, но зато имала огромно влијание од Италија, од Австрија, од Унгарија, а тоа се земји со високи цивилизацијски вредности. Ние ги имаме Косово, Албанија, Бугарија и Грција и Србија. Па сега видите. Океј, ја тука би ви се заблагодарил на сите вас што бевте. Поздрав до сите вас. Ја уште не научив со стримањево како да одговарам, како да се донира. Зошто кога ќе заврши снимањето, вашите коментари не ми се појавуваат, многу нејасноти има со ова и ангажирав дури луѓе да ми помогнат. Тоа е не ми е јасно, но не се. Процес е кој ќе се учи, изгледа ја ќе го учам до крајот на животот. Но во секој случај место за изворедна забава, место за која може да се направи некаква убава приказна, како што ја вечерва ја правам, без некој... Гледате ме Јас сум глуп колку што сте и вие. Пардон, јас сум убав и паметен колку што сте и вие. Ја не седнав ништо да подготвувам. Ова што се реализира е благодарејќи на мојот колега кој ги пушта овие снимки. А ја ги бирам овдека на мојот компјутер и ви ги емитувам чисто нема подготовка, нема спремно, нема монтажа, бидејќи немам време, секоја вечер сум овде. Да е еднаш неделно, да, ќе биде избентирано, скоцкано, спакувано. Вака интуитивно со сите грешки. Ја ви благодарам за сево ова и ќе пуштиме од режија уште некое време да погледнете некои снимки без мои нарации, без мои сугерирања, донесете си собствени судови, но ја ви велам моја препорака. Ако некој момент од нешто сеќавање, фотографија, снимка те трогне, расплачи се. Ама сосема кратко. Не се препуштај на плачот. Затоа што секоја крајност е хистерија. Радосна тага, таговна радост. Тоа е денешницата, таква е сегашноста и ова е многу нормална и здрава состојба на човекот. Бидејќи велам, ако нон-стоп се смееш и рикаш, ти не си позитивен човек, ти си абнормален, ти си ненормален. Ако плачеш, ти си тежок депресивец, ти ќе отидеш јаван. Но ако направиш убав баланс помеѓу тие две чувства на носталгија и на еуфорија која те чека и му се радуваш претерано на нешто, ја најдеш средината. Многу здраво, ментално, физички, човечки, ќе напредуваш во животот и ќе ти се отвараат
сфери, ќе го љупиш универзумот и сознанијата и ќе уживаш во животот многу подлабоко од обичната екзистенција. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.